Да, така. Добар ден и добре дојдовте во петото поред издание на Новата. Но во Ново Руво, стар наслов, пред 20 на години се дружевме на истата оваа фреквенција со истиот овој наслов со едни интересни профилни интервјуа. Целта, само куса да ви кажам што е целта ако нели не следите секојдневно или среда, четврток и петок кога одат овие никој да не знае на Телма, во овој термин е јас сакам или Телма сака да докаже дека се уште постои време, односно сите ние треба да се докажеме себе си дека не е важно само 20 секунди да погледнеме рил и оттаму да го запознаеме човекот, дека многу е поважно сите овие јавни личности да не ги раскажат некаде во тие 30 или 40 минути своите приказни, па така да создадеме своји идоли. Или нека не бидат идоли, нека бидат примери во животот. Веројатно секому ќе му се случи некоја од неговите или незините нели работи во животот, па може да се сети некогаш така тој направил, па може би и мене ќе ми успее. Како и да е, тоа е идејата дека ќе докажеме дека вредностите и убавите лични примери треба да обстојат и обстојуваат. Верувам дека ќе продолжиме со истиот овој интензитет и ќе станеме ваши пријатели се повеќе и повеќе. Ви благодарам што сте со нас за сите оние кои што се на фреквенцијата на телевизија Телма. Нашиот гостин, треба да кажам сега збор 2 за оној кој што нели како беше онаа паролата, ако не ја знаете, дознаете, а никој да не знае освен јас, вие тамо што не ве гледам и тој нашиот гостин. Сега збор 2 за него. Тој е одличен пеач, има богата кариера, пред малку зборувавме, некаде се години во отприлика 35 години кариера. Има едно од прашањата кое што зборува за тоа што се случува на таа 35 годишна кариера, нели дали заслужуваме да уживаме во негов концерт, ама за тоа потоа пријателите ќе го прашаат нешто, па ќе зборуваме и тогаш за него кога сме кај пријателите. Сите ќе кажат, или двајцата кои што ги имаме, нели ќе кажат убави зборови за него. Веројатно е горд на сите тие работи кои што луѓето ги сакаат и ги зборуваат за него, но најгорд е на оние кои што дома веројатно не гледаат, а тоа е неговата супруга Марија. Поздрав и поздрав до Верче која што е во Виена, сега студираше, останува таму, ќе ни раскаже нашиот гостин што и како, значи неговата ќерка Верча и неговата втора помала ќерка Мила, која што како вели самиот во едно интервју ќе биде вистински негов наследник во однос на музиката. Ама музиката пак не е негова прва професија. Така вели, така биле работите, некој одбрал на место него и одбрал право. Татко му бил правник и некој бирал право. Тој е адвокат со долгогодишна кариера. Ке зборуваме и на таа тема. Ке пееме, односно тој ке пее. Многу песни, над 150 песни има испеано, од веќе хитови безброј, секако се слушаат и што уште да кажам. Да, и ќе ви кажам уште нешто. Ќе го искористам ова, јас знам дека он можеби нема да зборува за една нему болна тема, ама сакам да биде тоа кажано, не за друго, за да ви кажам дека и после најголемата трагедија во животот што може да му се случи на еден човек, тој, каков што е сега, со толку години кариера и во двете професии, покажува само дека многу е важно сето она што го носите во себе да се изгради на еден посебен начин. Добро беше така? Одлично. Душко Георгиевски во никој да не знае. Ви благодарам, никој да не знае, да. Само јас бија и овие што не гледаат, толку. Како сте? Еве, добар ден, поздрав до гледачите на Телма. Денеска, како што спомнав пред малку, ми беше еден од оние побурни денови со многу врски, меѓутоа секој сум расположен да се дружам со нашите гледачи. Така е, да. Кога станува збор за таа болна тема, ќе се сетам, односно ме подсетија во едно интервју на таа 2011 година, кога веројатно беше, веројатно имало безброј настапи кои што ги паметите цел живот. Ама тој настап на тие цветници, кога ја запеавте молитва, веројатно беше за вас единствениот настап за кој, како што сте рекла, не знаев како издржав на нозена сцена. Може ли кусо да ни кажете што и како е приказната? Па точно така, да. Но далечната 81 година се случи сообраќајка во која што загинаа двајцата мои родители. И едноставно досега, па и во кариерата, не сакав нити во интервјуа, нити никаде јавно да споменувам, за да не предизвикам сожалување, затоа што не сакам луѓето да ме сожалуваат, сакам оние цели кои што сум ги поставил во животот да ги остварам на реален начин. Значи, да не ми помагаат од сожалување затоа што така се случило. Еве ќе кажам за помладата публика, бидејќи видам дека ова емисија за целата публика, што значи дека сме нормални. Во тој момент нормално, тоа беше удар за сите нас, за моето семејство, меѓутоа многу ми помогна
тоа што многу читав. Значи, најдов некој свој свет во книгите, во литературата, сите светски класици, се што беше интересно и за таа возраст. Ако ви кажам дека можеби годишно сум читал повеќе од 300 наслови, да. Значи, премногу, дури во библиотека не ми верува. Ти ги четеш само книгите или ги враќаш? Земи врати, Да. прочитај ја. Тоа многу ми помогна во животот и За да биде подобро и да ве гледаат подобро, вака само телото, вака, така да бидеме, за да бидете поличена камера, не за друга. Така, може и вака. Добро. И мислам дека тоа многу ми помогна во животот. Сепак преку читањето, преку литературата се збогатува фондот на зборови, се учат нови работи, се учат мудри работи од некој попаметен што седнал и ги напишал, така да мислам дека препорака е сега, не знам колку во новото модерно време се чита. Децата наши се научени на оние хартиени изданија, меѓутоа тоа е мојот рецепт за успех во поголемиот дел од работите што сум сакал да ги постигнам. Добро, вие имавте 11, вашата сестра колку имаше? 7 години и отидовте да живеете потоа кај роднините на вашиот татко. Баба ми. Така, да. Ќе дојдеме и до флейтата, ама сега да одиме на молитва прво, па ќе се вратиме кај флейтата, која што почнавте да свирите. Па во моментот не може да се сетам дали беше идеја на Миле Барбаровски или на некој од семејството, не знам како се случи целата работа. Да ви ја понуда точно оваа, нели, вашава приказна да се раскаже низ песна. Да, и се случи тој настап на Цветници. Точно, да. И после толку години сепак е тешко да се преброди на таков момент кој што доживотно остава траги. Така е, да. Сега се враќаме на флейтата. И таа ви помогна заедно со читањето? Избра некој за вас или вие ја избравте како инструмент? Пеевте всушност од мал, како да работите? На свои 13 години во Свети Николе тоаш имаше една манифестација за аматери пејачи. Секоја година се организираше на 2 август. Добро. Имаше еден оркестар кој што ги придружуваше. Популарни беа тоаш многу во Свети Николе, скиролси. Скиролси. Да. Добро. Еден од нив тогаш мислам дека свиреше бас гитара, Зоран Зрлена Прекар, Митев Зоран, да, сега свири фагот во филхармонија во Љубљана или во Марибор, не сум сигурен. Мислам дека во Љубљана. И многу сум благодарен и на него и на сите останати други членови, затоа што како 13 годишно момче проценија дека имам доволен талент и квалитет за да настапам на таа манифестација. Ме дозволија, значи мислам дека пропозициите беа полнолетни да настапуваат. Јас со своји 13 години, значи 83-та година, ја испеав песната "Био сам наиван" од Даниел Поповиќ, да, точно, и го освоив првото место. На 13 години. Сите ги шишнавте овие поголемите. Добро. Тоаш настапува, значи на тоа беше значајна манифестација во Свети Николе, во Домот на културата настапува луѓе кои што веќе подолго време се занимаваат дали со можеби не професионално, меѓутоа вака што настапува по ресторани, по свадбени весели. Така, да. Значи тоа беше првото. А потоа флейтава? Тоа беше првото. Флейтата исто така тука некаде ја почнав на тие 13 години. Добро. Во Домот на културата во Свети Николе. Одевте на училиште за флейта, како одеше тој процес? Тоа беше нешто како слично како нижо музичко училиште. Имаше во Свети Николе тоа? Да, во склоп на Домот на културата. Слободан Симонов беше педагогот кој што во тоа време направи оркестар од деца, детски оркестар со народни инструменти и исто така имаше голем оркестар. Па имаше пејачка група која што исполнуваше староградски песни, октет, кој што тогаш го водеше сегашниот татко на мојата сопруга, Славејко Гиразов. И така натаму, мислам, имаше, ако земеме во обзир дека тоа се работи 80 и некоја година, сепак уметничкиот, културниот живот беше богат. На едно богато ниво, така. Да, така да мене деновите ми поминува
ако понеделник, среда и петок има проби со големиот оркестар, бидејќи немаше флейта, свирев и во тој. И во тој. А вторник и четврток во детскиот оркестар, така јас секој ден бев таму на проба. А за викендите обично се праве или настапи или некаде турнеи. Да. Кога требаше да се избере што да се студира, не знам дали сега нели останувате на овој став сте рекла, барем јас така забележав во едно интервју, вели некој друг бираше за мене, па татко ми бил правник и некако избра право. Имавте вие право во тоа време да кажете што? Беше избор музика и право или немаше такво нешто? Татко ми имаше завршено више управна во Ниш. Добро. И му беше желба да заврши правен факултет. Меѓутоа како се случи оваа незгода, не успеа да оствари таа цел. А музиката ми беше љубов. Јас во тие моменти се двоумев. Можеби некој по-возрастен во тој момент би требало да процени. Мислам дека проценил правилно. Или не? Мислам дека не проценил правилно, затоа што во тоа време да се занимаваш со музика го смета за несериозна професија. Така. Да. Меѓутоа не се кам заради тоа, затоа што мислам дека било што човек ако работи со љубов дека ќе има успех. Да. Се бунтувавте тогаш, кажавте не сакам право или немаше можност таква? Не беше таква можност, еве ќе ви кажам една друга интересна случка. Во војска кога отидов јас бев во ЈНА во Титово Ужице. Веднаш ме примија во војниот оркестар. Почнав со флейтата да свирам, меѓутоа кога слушнаа како пеам, готово ти ќе ми бидеш флейта, и пеач. Добро. И дојде менаџери од ПГП РТВ тоа време. Добро. Свиревме секој ден освен понеделник и беше преполно. И разговараа со мене да ми понудат договор, да склучам договор со нив и да работам за нив практично, да се преселам во Белград. Меѓутоа јас како 18 годишно момче, бидејќи бев еден најмладите во касарната, толку мозокот ми работел тоа време. Реков, јас сум запишан на правен факултет и толку. Леле. Така што од оваа перспектива се каете? Ке беше поинаку? Не би рекол, да. Сепак мислам дека најдобро е човек да биде свој на своето. Можеби би бил попопуларен или попознат, меѓутоа што значи тоа во однос на каков би бил животот. Не е едноставен. Не е едноставен животот на таквите луѓе. Така е, да. Добро, да одиме со првава другарка, пријателка. Да. Кога сме кај пријателите, имате поголем круг на пријатели или тие се стеснуваат како да годините? Како велат, ако е ракава една, добро е. Ако ви кажам, еве, отприлика знаете денот денеска каков ми беше, така се отприлика сите денови, немаме време за пријателствување, и за дружење. На жалост, да, ќе ме прашат некој како со колегите од естрадата. Нема време да се скараме, ние се гледаме на убави поводи, си пееме заедно. Се гледаме на новогодишни, на ова, на она, така, на настани. Да, во право сте. Бајса и на однив, така. Може да чуеме прво што ќе каже таа за вас, а потоа ќе ни коментирате затоа што ми прашање, а има и констатација за тоа како таа ве доживува. Од кога се знаеме со Душко Ѓоргиевски е сигурно повеќе од 10 години лично и со активна соработка, а претходно сме знаеле еден за друг, следејќи се професионално на различни сцени. Сепак јас сум некоја генерација после него и уште пред да започнеме некаква активна соработка, веќе имав научено добар дел од неговиот опус, што значи многу повеќе од она што кажав. А како би го опишала, тоа е најпрво како висок професионалец во неговите две професии, точен, праведен, дарежлив и вистински голем другар на кого може човек да верува. Кој му се мани под константен стрес е кога го возам. Едно прашање за него е кога би имал магично стапче што би променил. Се измеавме заедно, ајде сега одиме да прашам јас кога ве вози, што правите?
Коментирам. Ја мислам дека и кочите заедно со коментарите. Па добро, понекогаш и кочам. Добро, како вози бајса? Не, вози внимателно, се шегувам. Јас тоа го превртувам на некој друг начин, за да се шегувам. За да биде интересно патувањето. Да. Инаку жените возат повнимателно, тоа морам да го признаам. Подобро е да биде пополека и сигурно, отколку некојаш да биде брзо и брзоплето. Така е. А прашањево? Ама ќе се научиме сите уште малку со новиот закон. Така е, да. А прашањево, што би сменили ако имате магично стапче? Што би сменил? Па, би сменил многу работи, меѓутоа една работа што ме фасцинира. Јас не сум љубител на одморите во Грција. Еднаш сме биле со семејството. Во кола обично си слушам музика која возам и вртам станици да видам како што дигитално ли се вртат, една станица грчка музика, друга грчка. Не слушнав ни една друга песна. Освен грчка? Да. Тоа да го смениме кај нас? Зошто ние, кога знаеме дека цело време сме негирани од целото Сите? наше обкружување, да не слушаме 100% македонска музика. На кого тоа му пречи? Во право сте. Да, во право сте. Кога сме кај тоа, ќе одиме со песна ваша? Секако. Секогаш ќе пееме македонски во ова, никој да не знае. Мало джингл и уживаме. Да. Пред мене стои цела тарифа и чека песна да нарачам. Низ мисли шета една тајна, ни вино не ја познава. Во рака веќе држам пари, ке бидат скоро под жиците. За љубов уште не сме стари, ке пејам за грешниците. Се што ке удира, само љубов истинска, живе вечно не умира. Дајте песна некоја, солзи што не забранува. Дајте таква приказна, чаршаф од маса да станува. Кршам чаши не ми личи, и што ке речат душманите, во срце уште стојат црчи, од неја баш под раните. По рака веќе држам пари, ке бидат скоро под жиците. За љубов уште не сме стари, ке пејам за грешниците. Се што ке удира, само љубов истинска, живе вечно не умира. Дајте песна некоја, солзи што не забранува. Дајте таква приказна,
што ке удира, само љубов истинска живе вечно не умира. Дајте песна некоја, солзи што не забранува, дајте таква приказна, чаршаф од маса да станува. И продолжуваме натаму. Дајте песна некоја, има приказна. Ке ни ја раскажете. Да, има интересна приказна. Ова е, мислам, една од последните песни, ако не и последна, на Милан Завков, со кој што имавме многу коректни односи како професионалци и како пријатели. Која слушнав веста за неговото прерано починување, навистина бев погоден. И после тој период имаше конкурс за Валандово, ми се јави неговиот брат Тоше Сучка и ми кажа, вика, има една песна која што мислам дека ќе ти одговара, и на Милан би му било драго да ја отпееш, затоа што мојот прв албум кој што излезе во продукција на Македонска радио телевизија свиреше оркестрот Македонски мерак. Да не ги спомнувам сите поред, меѓутоа, нели, Миле Барбаровски е автор на повеќето мои песни. Милан Завков имаше неколку песни на тој албум и мене ми беше особено драго. Посебно што сега можеби зборувам субјективно, меѓутоа сметам дека се работи за исклучителен. Така, и башка е песната супер. Сега е време за реклами, ама останете на истото место затоа што има уште муабет, уште една песна, уште еден пријател и така натаму и така натаму. Да, никој да не знае, имаме уште некоја минутка, имаме уште муабет со Душко Георгиевски, тој ни е оној на кој што му правиме некакво профилно интервју. Сега многу повеќе време треба за цела оваа кариера негова. Адвокат е по вокација, пеач исто така по вокација. Не знам што сте по вокација. Двете работи се по вокација. Или како велите, ова другото ми е мелем за душата, ама ајде ќе дојдем и до музиката. Како адвокат сте рекле во едно интервју, вели вака: успевам до денес одлично да ги вклопам двете професии. Кога сум во суд, нема место за песна. Многу човечки судбини и животни приказни се во ваши раце. Успевам да се справам со сите предизвици и моите клиенти имаат максимална доверба. Треба да сте и психолог, и психијатар понекогаш, освен адвокат. Јас и во адвокатурата работам со големи емоции, сочувствувам со судбините на луѓето, така што никогаш не го гледам само како техничка работа и професија. Да, точно така е. Некоја работа сметам дека е завршена кога е завршена. Се сочуваме со предизвици, меѓутоа, нели, треба константно да се направат, да се прават напори да се подобри системот. Така е. Ако системот функционира како што треба, тоаш и резултатот ќе биде како што треба. Така е, во право сте. Ќе го слушнаме Баже сега што има да каже за вас. Баже, да, може. Благоја Груевски стапува на сцена во некоја минутка да видиме што тој има да каже. Неговото прашање е многу интересно и заслужува внимание, ама слушаме со внимание. Со Дуле Георгиевски се знаеме долго време, 20 години, можеби и повеќе. Сигурно повеќе од 20 години, имаме доста заеднички настапи и овде во Македонија, а и во странство, богаме, на турнеи. Доста интересни и убави моменти. Како би го опишал? Елегантен, отмен, интелигентен, музикален, кадифен глас. Не знам уште што да наредам. Генерално би го опишал во суперлативи. Кој му се мани? Па, како и секој човек, и Дуле не е совршен, али е скоро идеален. Добри колеги сме, што би му забележал, често носи кошули во штрафти, другасти кошули,
малку да смени на цветови ако може. Тоа би било една забелешка. И друго едно прашање. Кога ќе прави повторно солистички концерт? Овој пат се надеваме во новата универзална сала. Баже. Да, не насмеја тука во студио. Кажете ми сега сuma Лилива така се наљути Марија заради тоа што веројатно и таа заедно со вас секогаш сте елегантно облечен. Морам да. Сега не сум. Сега не сте со омилена боја ми е карирана. Карирана ви омилена. Да, и за а тоа сега ќе ви биде со цветови омилена. Со цветови. Не, со цветови може се евоцира спомени кога пеевме, настапувавме заедно долг период во Опатија, односно македонска куќа. Добро. Така да тогаш беше и со цветови Модерно. и штрафти. Да. А ова за концерт? Па за концерт се надевам дека да се среди универзалната сала и мислам дека полека ќе си дојде времето и за таков концерт. Искрено би сакал да сметам дека имам и доволно песни, доволно хитови за да се наполни една таква убава сала. Супер. Кога сме кај музиката, велите, за ништо не би ја менувал, не поради материјалната страна, туку поради љубовта кон неа. Таа ми е филтер, ме одмара од првата професија, односно од адвокатурата. Таа за мене има многу поголемо емотивно значење. Не ја работам за да заработам, не ни стаа призма, сте рекле, не ми е примерна професија од која живеам и морам по секоја цена да пеам. Музиката за мене има повисока вредност. Сакам да знам каква. И ако опишавте со ова грчка музика, некада колку што разбрав меѓу редови. Да, музиката мислам дека повеќето од лекарите знаат, а и многу од обичните граѓани дека во секој случај има некакво терапевтско дејство. Така што ако се присетиме на короната, немаше собирање, немаше дружење, немаше пеење, немаше гушкење, сето тоа што го има во ресторан. Да. Секако со музиката се надминуваат многу тешкоти во животот, некојаш се пее од радост, некојаш и во тагата треба да знае човек да запее, да се излечи душата и во таа смисла. А што се однесува до македонската музика, не знам дали спомна во некоја претходна емисија, меѓутоа како едно осеќам како некоја патриотска должност да придонесам за популаризација на македонската фолк музика меѓу најмладите и тоа го правам преку Фолконика со издавање на детски сликовници. Пред некој ден имавме промоција на сликовницата Ако одам во Битола на авторот Петар Георгиев Калица, на кој што сме му благодарни и имаше од таму многу помагатели кои што помогнаа да се направи еден настан, да се испромовира една прекрасна песна која што, иако е ново компонирана, меѓутоа веќе не само во Битола, во цела Македонија е прифатена како народна. Така. Време е за втора песна. Како беше? Скрши? Скрши чаша. Така. Не кршете чаши, само гледате го дишко и уживајте. Нови мераци, ајде свирачи за моите другари. Една песна што ке наполни празни бокали со спомени. Еј, векот наш не вреди пет пари среке сумбаш. Дајте песна чаша, русвај направи, злато таму да се истури. Секој има толку чекори, колку што
чаша русва направи, злото таму да се истури, што ке ми се полни джебови, Мерана е мојот дом. Мерак раѓа нови мераци, еднаш љубиме, цел живот губиме. Како да сме вечни коцкари, стари чергари по улици. Еј, векот наш не вреди пет пари, пија сум баш, дајте песна другари. Скрши чаша, русва направи, злото таму да се истури, секој има толку чекори, колку што рекол Бог. Скрши чаша, русва направи, злото таму да се истури, што ке ни се полни джебови, Мерана е мојот дом. Скрши чаша, русва направи, злото таму да се истури, секој има толку чекори, колку што рекол Бог. Скрши чаша, русва направи, злото таму да се истури, што ке ни се полни джебови, Мерана е мојот дом. Да, имаме уште само некоја минутка, јас имам уште неколку прашања, ќе се обидам да бидам покуса за да му дадам на нашиот гостин уште малку простор за одговор. Значи, Верче дипломираше, честитки вака официјално, бевте во Виена на една прекрасна Прекрасна манифестација или манифестација на која што секој би можел да позавиди, на вистина организирано на германски начин, со германска точност и прецизност. почна во 4:00. Да. Толку е. Доволно е тоа. Баш ка камерни оркестри. Камерен оркестар со мешан хор, камерен исто така, меѓутоа настанот беше нешто неверојатно. Брилијантно, добро. Марија е новинар по вокација, сега работи и нешто друго, нешто со билките, нешто во Бродец, патот ве носи таму. Велите сакаме да се преселиме. Ќе биде брзо или во далечна? Зависи од врските кои што ги имаме во Скопје, меѓутоа убаво е да се биде во Бродец. Прекрасна е природата, околината, една сосема нова енергија. Супер. Оваа Мила ќе ви биде вистинскиот наследник во однос на музиката. Избра за сега што, клавир, така? Или не, теорија. Избра добро. Ама таму и се подразбира клавир, како? Да, сега е трета година на музичката академија во Штип. Може да се пофалам дека така едноставно со леснотија ги поминува испитите, со високи оценки
гледам дека е срекна со тоа што Реков дека сте студира, најгорд со некој што ви се дома и по некој кој што е на друга адреса во Виена. Горсти на уште некој, тоа е вашата сестра. Не ја Да. споминавме, таа е 4 години помала од вас. Вие ја пуштивте да се омажи порано Да, од вас. и дадов ред пред Да, мене да се ред и омажи. дадовте и има 4 внучиња, И сега така? е баба на 4 внучиња, од Браво. кои што за последното ме известија утрово дека е родено и чекаме поздрав до Марко, чекаме да го смисли името, инаку поздрав и до Марија и Секако, честитки. Се на љубава. да. Така е. И сега, имаме едно джинглче, ќе ви кажам за што станува збор. Многу ми беше важно да ги натерам познатите да се сетат дали некому сгрешила и ако сгрешила, вака јавно да се извинат. Еве сега сгрешив. Ја спомнав Марија, не ја спомнав Матеја, значи другата внука. значи не оди тоа извинете така. се јавно. Се извинувам јавно, поздрав до сите мои внуци од сестра. Така е, да. Дали има потреба некому јавно да се извините? Кои се тие луѓе? Па, како да ви кажам, до сега, како што спомнав пред малку, сметам дека немам хипотеки во животот. Можеби има некои луѓе што би требало мене да ми се извинат, ама не очекувам извинување. Мислам дека на крај секојаш работите си доаѓаат на свое место. И Тоа е тоа. затоа и нели постои православен празник Прочка. Така е. Некогаш Така е. Никогаш може ќе се спомна јават. баже дека сум скоро совршен. Само ова со Меѓутоа, само ова со линиве ако сум со штрафтиве. ако сум сгрешил секако. Еве се извинувам, Ќе да. се извинам, да. Така е, да. И како за окружување, чекам дали имаме? Да, имаме уште минутка време да ми кажете што имаш, сте крчкали нешто ново. Никогаш не правам долгорочни планови, затоа што тешки се времењата за реализација. Еве, спомна баже, добро би било таков еден концерт. Обично снимам песна кога ќе најдам на добра песна. Еве, за среќа на овие двете песни, текстовите автор е Огнен, може би се погоди по случајност, меѓутоа некако Се науѓате во нив. сензибилитетот Да. на искажаните зборови ме привлекува. За ова вторава песна е Ванчо Димитров автор, кој Скажи, што чаша? ми ја прати сосема случајно. За Валандо знае дека не љубам многу да настапувам по фестивали, освен ако имам песна која што мене ми се допаѓа исклучително. Рече, пушти ја некој помлад колега да испее, која слушна, викам не може. Нема шанси, јас ја пеам. Така беше. Супер, добро. Значи, додека не дојде некоја добра песна, Па така, имам постојано понуди, еве настапив и на Лешочкиот фолк фестивал оваа година. Одамна немам настапено таму, исто имав добра песна. настап имате, така? Да. Цело време имате настапи, мислам, нели вакви, да. Има, да. Добро. И тоа е тоа што го работиме. Така Мислам, е. ако налетам на некоја добра песна, тогаш би ја снимил. Без некакви предходни Така е. претензии или било што. Готови сме, нема време веќе. Јас мислам дека ова е одличен пример и може да нели да го посведочите или да научите нешто ако го погледнете повторно овој разговор. Никој да не знае утре нов гостин, гледајте на 17 часот 35 минутки. Чао.